8 часот 49 минути до 9 часот нова тема во Македонија наутро. Снегот и мразот ги третираме веќе од самиот почеток на емисијата денеска од 6 часот и 45 минути, па така ќе го заокружиме и овој час. Неизбежни се делови од зимскиот период кои што носат убавини, но и ризици. Освен вообичаените скијачки повреди, постојат и други несреќи кои се јавуваат поради лизгање, стути и неправилна подготовка за зимските активности. На оваа тема утрово разговарам со доктор Александар Каревски, ортопедски хирург од Градската општа болница 8 септември. Докторе, добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Секогаш кога станува збор за зимата, зимскиот период, посебно овие денови кога имаме големи снежни врнежи, еве и од брзата помош излегува со троцифрен број на лица кои што пријавиле изминатиот период повреди на отворено. Па ајде во овој случај да кажеме кои се најчестите повреди од кои што може и да внимаваат нашите сограѓани во овој период од годината. Кога ќе дојде зимскиот период, ние се префрлуваме на еден зимски режим на работа, затоа што се менуваат најчестите скршеници кои ги гледаме. Тие се, да речеме, први кои што се истакнуваат, кои што нагло се зголемува нивниот број, се скршениците на рачниот зглоб. Нели, тоа е, раката е нешто што не задржува при било кој пат. И секогаш е прва на... И секогаш е прва на удар. Так. И тие се најчести скршеници, потоа скршениците на скочните зглобови, затоа што она излизгување, извртување на ногата е многу честа појава, особено на овие замрзнати и недочистени коловози, тротоари. Секогаш е проблематично и многу мора да се внимава, така да би апелирал во најмала рака, нели, секогаш ние трпиме за убавина, но соодветни обувки се многу важна работа во овој период од годината. И второ, нели, започнуваат зимските спортови, како скијањето, санкањето кај децата, кои што самите по себе се спортови со голема брзина и сила, доколку, нели, паднете. И тука се доста чести скршениците на подколеницата, скршениците на рамото. Тие се некои скршеници кои што сега зачестено ги гледаме. И, да речеме, еден мал светол момент во свет тоа е што сообраќајните незгоди за среќа се со можеби малку помали повреди, затоа што се вози малку поспоро и повнимателно. Да, почитуваме преку зима прописи. Се плашиме. Кога знаеме дека ќе ни излизга колата, внимаваме. Сега, превенираме за сообраќај, но како да превенираме за нас лично самите? Секогаш постои превенција кога станува збори за заштита при зимски спортови, движење по улица, што е она што најчесто го советувате? Прво и основно е секогаш излегување со потреба. Нели, ние секогаш и треба да излеземе, воздухот не е за фалење, но сепак човек треба да излезе надвор малку да прошета, но тоа да биде со соодветни обувки, со соодветна, доколку се спортува, да има соодветна заштитна опрема, затоа што, нели, особено по младите, никогаш не им се допаѓа да треба да носат кацига, да треба да носат штитници, особено при скијање, а разликата од едното до другото е огромна. Од еден нормален пат кој што завршува без последици, до нешто што бара голема хоспитализација, операции и така натаму. Тоа е разликата од носење заштитна опрема. Исто така, движењето по улиците да се внимава, значи погледот долу, да гледате каде газите, затоа што и најмала грешка може да ви предизвика голем проблем понатаму. Така. И околу лекувањето, секогаш знаеме и кога станува збори за оваа тема, не само за вируси, за настинки, дел од граѓаните знаат при повреда прво да си укажат дома прва помош, не признавајќи дека може би направиле некоја посериозна повреда. Што во ваквите случаи, имате ли вакви случаи кои што подоцна поради наша неодговорност може да се искомплицираат? Такви случаи секогаш постојат. За чудо, да речеме, популацијата која доаѓа на ургентниот центар се едно-две диаметрално спротивни категории. Едната категорија која што и при најмала повреда, која што е очигледно дека не е за на ургентен центар, мора да биде на тука е, дојдена е, а други луѓе кои што буквално имаат огромни хематоми, отоци и така натаму, дури на сила ги натерале да дојдат. Треба средината, нели, златната средина е секогаш најдобра, нека направат една прва проценка како тие се чувствуваат, дали има поголем оток на екстремитетот или на местото каде што се повредиле. Нека стигнат еднаш до дома, да видат како, нели, нормално, доколку е голема повредата, воопшто без размислување, и секогаш постои еден, да речам, мајндсет, подобро да дојдат без потреба,
него да не дојдат, а имало потреба, затоа што ние можеме дури и на брзина да процениме во ургентниот центар, да им кажеме дека не е сериозна повредата, вратете се подоцна, вратете се утре во амбуланта, можеме да ги советуваме што понатаму. Така, а ги имаме во зголемен број пациентите овие неколку денови сега, ги видовме од брза помош статистиките, како е кај вас? Според статистиките кои јас ги погледнав, мислам дека со оние мали повреди и скршеници, дека е зголемен за околу 70% е зголемен бројот на тие пациенти. Значи да препорачаме поголема внимателност. Поголема внимателност е најголемата заштита за било каква повреда. И рехабилитација после интервенцијата. За жал, тоа е најдолгиот дел. Така. Но има и луѓе кои што и не внимаваат многу на тоа, не сакаат да признаат дека имаат проблем, имаат повреда и рехабилитацијата е пола од лекот. Ние можеме и да ја завршиме операцијата, пациентот да биде све одлично, но доколку рехабилитација не се направи како што треба, резултатите многу ретко се добри. Благодарам за гостувањето во Македонија на утро, за советите кои што ги споделивме со гледачите кога зборуваме за овие теми, за вирусите, исто така и за настинките. Некој ќе каже, добро, ова се веќе познати теми, но овие совети треба да се повторуваат и да се практикуваат посебно вака сезонски, кога имаме и лет, мраз на улиците и на тротоарите. Точно, треба да ги повториме, затоа што топлото време многу брзо ги брише од нашата свест. Ние брише меморијата од зима. Благодарам многу, посакувам, верувам на работа. Допрва, успешен и спокоен работен ден. Благодарам на поканата уште еднаш. Благодарам уште еднаш. 8 часот и 56 минути, имаме ние време или за музика, или за дел од програмската понуда на јавниот сервис. Оставам одлука на колегите во режија. Во 9 часот ги гледаме и најновите вести.